Состојбата во здравствениот систем во Република Македонија е алармантна. И што е најстрашно, состојбите од ден во ден се влошуваат. Институциите се целосно партизирани, сметките на јавните здравствени установи се во најголем дел блокирани или тонат во долгови и практично тие не си ја вршат својата основна задача да ги лекуваат луѓето и да им пружаат навремена здравствена заштита. Според индексот на здравствена заштита, кој се води на ниво на Европа, за жал во овој момент Република Македонија е на буквално последното место. Преведено, со други зборови, во оваа земја граѓаните добиваат најмала, ако воопшто добиваат здравствена заштита, и ние со тоа ниво на здравствени услуги сме во рангот на најзагрозените африкански држави. Оваа ситуација мора да престане и новата влада предводена од СДСМ по 11 декември ќе преземе сет мерки со кои прво ќе ги санира состојбите во оваа област и поважно ќе ги постави основите за здравствен развој во идниот период и здравствен систем кој ќе одговори на потребите на целото граѓанство. Во првите 6 месеци од новата влада просечната плата на здравствените работници ќе биде крената за 15% во однос на ова што е сега, а до крајот на мандатот од 4 години на новата влада предводена од СДСМ, платите во просек ќе бидат двојно поголеми од сегашниот износ. На чело на здравствените установи ќе бидат поставени професионалци, луѓе со интегритет кои нема да примаат нарачки од партиски штабови, туку ќе работат согласно правилата, принципите на струката. Комисијата за третман на болните деца во странство ќе биде комплетно реорганизирана и ќе биде поставена на сосема нови основи. Ќе работи брзо, ќе биде мобилна и сигурно нема да прима инструкции од партиските штабови кое дете треба да биде однесено во странство и на кое дете треба да му биде платена операцијата. Во однос на целокупниот концепт, сосема нов концепт на здравствен систем кој го предлагаме, основната идеја водилка, основната вредност од која се води коалицијата предводена од СДСМ е граѓанинот, односно луѓето кои живеат во Република Македонија, да добијат најбрза и најдобра можна здравствена заштита. Зошто? Затоа што за нас секој човек е важен, а за секој човек е најважно здравјето.